Драги мои, добро вечер, добро дојдовте во уште едно издание. Јади Бурек, Сител 3 телевизија. Вечерва имам двајца гости, двајца директори на јавно предпријатие Макфест. Добро вечер за Оливер Арсовски, директор уметнички на Макфест и Дарко Мјалковски. Слушај, знаеш како ги плашев моје? Викам, вечерва гостин ми е Мијалков и сите. Вака. Ски. И сега додека им капира. Вика никој нема да лежи и ќорка. Не за тоа, туку човекот сега си е во оставка, ама значајен е гостин, го чекам да дојде и така да напнато е кој се спомна твоето презиме. Драго ми ше така. Но, вечерва сме за една убава работа. Имаме јубилеј на еден од најстарите, најдобрите, најреномирани фестивали во Македонија, чиј директор си ти. Оливер е уметничкиот директор и би сакал да направиме еден омаж за фестивалот. Слушај, не бев далеку од вистината која реков директор на јавно предпријатие. Макфест, каков му е статусот де факто? Ајде да те видам. Ајде да те видам. Дечки, изволте. Правата за организирање на фестивалот Макфест ги има општина Штип. Општина Штип е таа која што располага со фестивалот во рамките на јавно предпријатие. Во рамките на општината. Значи со комунале, со водовод, со канализација и Макфест. Па нормално. Освен оние работи кои што им се неопходни на граѓаните, тука е и културата и забавата, нели? Нема само да се прават улици, чешми, патишта, да се санираат одредени работи, тука сме и да се забавуваме, да се дружиме, да правиме песни и да оставиме културно наследство не за овие, дури и за сите идни генерации. Браво. Ај малку вака за фестивалов библиографски. Сите го знаеме, ама пак некои библиографски работи се забораваат. 25, 35, 55, колку години прекаламе? Оваа година Макфест слави голем и значаен јубилеј, како што кажавме, 30 години од своето постоење. Значи, 30 годишнина, имаме можност, имаме специјална чест со Оливер да бидеме токму во овој момент директори и задолжени да го организираме јубилеот, што е од посебно значење и за нас двајцата. Сакам да кажам дека, освен Оливер Арсовски, кој е уметнички директор, имаме и еден трет директор, тоа е Трајче Јованов, сакам да го поздравам, тој е во Штип, задолжен за оние обврски задачи кои што тамо треба да се завршат. Да, искрено и срдечно го поздравуваме, се надеваме дека се држи под контрола сега за сега како што се работите. Инаку, наскоро, можам да кажам за сите гледачи, наскоро со Оливер заминуваме за Штип, 1 јуни, веќе сме тамо, 1 и 2 јуни ќе одржуваме генерални проби, ќе го подготвиме теренот, ќе го загрееме оркестарот, веќе на 3 јуни, со почеток од 20 часот и 30 минути, во директен пренос на првата програма на Македонската телевизија, ќе имаат гледачите можност да ја видат првата полуфинална вечер на Макфест. Утре дента, на 2 јуни во четврток, ќе ја презентираме втората. На 4 јуни, да. На 4 Кажи му, молим те, директоре, кажи му. Затоа е уметничкиот да ме подсека. Затоа кажи му, директоре, да. И 5 јуни, тоа е петок, ќе го видиме големото финале. Тоа е тоа. Колку треба да продефилираат на овој фестивал сега пејачи, бендови? Така, оваа година, како и минатата година, Макфест ќе презентира во двете полуфинални вечери по 15 композиции. Но само 9 од нив ќе имаат можност да влезат во големото финале. Начинот на одлучување кои песни ќе влезат ќе биде решен преку систем на SMS гласање од страна на публиката и вториот, значи, битен сегмент Јованов. Жири комисија. Жири комисија ќе има, која ќе има до некаде си во право. Ние се плашевме, значи, да не има било какви манипулации со SMS гласовите и така да минатата година немавме, но оваа година воведовме, јас би го нарекол, меѓународно, но корекционо во заграда жири. Таа жири комисија исто ќе има задача да ги подува песните и се надеваме дека сега со овој систем и на овој начин навистина најдобрите ќе влезат во финале и потоа и најдобрите ќе победат. Чекај се. Ајде. Ми вериш дека не можам појако од мене, иако треба сакам пиетет да. Но имаме 2 часа, ќе слушаме музика, ќе збориме анекдоти. Важи. Велиш дека дел од гласањето ќе биде жири, Така.
И дел ќе биде СМС. Дел ќе биде публиката, сите Публиката. гледачи, оние да. Ќе ја оставиме Публиката- значи, простор. Не публиката у салата. Не сала, јас публика што гледам пред Сите телевизор. гледачи, значи, Добро. цела Македонија и што мене однадвор. ме спрече да земам едно 100 телефона, 100 сим карти и да испратам Па тука спречува токму она корекционо жири и јавно обвинителство. јавно Од втора страна. Да. Алфите. Да. Не е, Како? нели не е забрането човек да има 100 сим картички и 500 телефони, што сака може да прави. Така испадна и за Скопскиот фестивал, нели? Но доколку се здружуваат со одредена цел да остварат корист од таквиот начин на работа, веќе се косат со законот. Кој член од законот? Па сега не знам точно, ја не сум правник за Ја ако соберам од моје мало ги искешија, Така, слушај, така. не, има сите за гиш да гласате и крај на Крај. главе. Душе за гиш нема потреба, он би требало да го Така. пуштиме со акламација да победи, затоа што човекот ми е фаворит. Така. Не знам дали ќе настапува годинава. Туку сакам да кажам дека остава тоа доста недоумици, еве и слично нешто беше и со Евровизија. Не ги поништија гласовите од истата причина. Па истите ликови се појавија што беше на Скопски фестивал. Видете, тоа е сега расширено. Било село без кучиња, немало контрола, сега се воведува контрола, ние бевме свесни. Дојдоа шерифите у градот, значи. И сега мора да има контрола врз се што се случува, бидејќи има неколку проблеми тука. Еден од проблемите е што Македонија е мала земја, немаме ние некој голем фонд на СМС гласови кои ги добиваме, иако лани. А шо па Словенија големата земја? Па добро, ама еве сега немаме ни култура, немаме ни навика да А па гласаме. Црна Гора да не збориме. Па не знам колку гласаат таму, али знам дека Макфест лани добивме некаде Над околу 20.000 гласови. над 20.000 гласови. 20.000 СМС-а. 20.000 Има SMS процент од гласови тоа? добивме. Сите средства кои што се собираат ги даваме во хуманитарни цели минатата година ги Па даваме добро бе, за има ли нешто профит вие за што за работите? поплавените, ние за плата. За плата. Добро, окей. Работиме за плата. Значи отидоа средствата за поплавените. За поплавените во Босна и Србија. Србија и Босна. Оваа година? Оваа година имавме хуманитарна криза токму на подрачјето на Штип. Сега еве разговараме и до самиот фестивал ќе донесеме одлука каде јас давам мој предлог, еве јавно ќе го кажам, да отидат за сите оние семејства кои претрпеа штети во големите поплави кои настанаа по Нова година таму во Штипскиот крај, Респект. Штипскиот регион, и направивме уште една измена. Минатата година имавме награди високи и вредни. Првата награда беше 20.000 евра, втората 15.000 евра, третата 10.000 евра. Оваа година градоначалникот и ние заедно дадовме предлог наградите да се намалат, бидејќи сметам дека не е коректно во година во која што имаше таква катастрофа од такви размери, знаете, се рушеа мостови, чуда, куќи се поплавија, угина добиток и слично, да не зборам за колку хектари посеви и тоа. Значи се отиде аут, дадовме предлог да се намалат наградите, бидејќи не е фер во година во која што многу луѓе претрпеле штети, ние да даваме големи награди во музиката. Сметам дека направивме вистински потек и ги намаливме наградите за 50% за разлика од тоа што беа минатата година. Сепак тоа е една убава бројка, значи една убава сума, 10.000 евра е првата награда, 7.500 е втората и 5.000 евра е третата награда. Останатите пари ќе се искористат за санирање на одредени штети кои до овој момент уште не се санирани во целост. Убаво, многу убаво. Друж директоре, уметнички директоре, 20.000 евра од 20.000 на 10.000. Мрча тоа се уметнициве? Или глума тоа? Не, ние супер ние и ќе пее фалш. Па лани беа позадоволни во секој случај. Шо так? Али не, ја и Дарко навистина мислевме дека е голем тој паричен фонд, посебно за оваа година, како што рече Дарко. И мислиме дека и овој фонд што го определивме и што го прифатија од општината и од министерството и од владата, мислам дека е сосема коректен овој фонд. Сепак 10.000 евра за прво место за песна на Макфест е навистина голема сума. Тоа Не се одрази тоа, например, од интересот кај пеачите, кај бендовите, кај атрактивните имиња да настапуваат? Не посебно. Не посебно. Имаме и оваа година атрактивни имиња, ќе ги кажеме подоцна. Имаме време во емисијата. Кажеме подоцна, но јас сакам малце да посочам една работа. Мене ми се чини дека владе една криза кај авторите, на креативна криза,
се добиваат песни повеќето кај што на вистина нема онака хитовски рефрени како што имаше порано. Влијае и ситуацијата и политиката и се дефинитивно мислам дека си го плаќаме данокот. Ајде, не ми спори. Абе, ајде. Не бе, која не ги бива, не ги бива. Која не ги бива, не ги бива. Гледај бе, 92 година. Ајде да видиме. Уште ја памтам бе. Хит. Абе, у диско, у МНТ и у Сител, кога работев, ја пуштав и играше публика на. Така. Како бе не извада? Така е. Хит не виден, да. Ќе се радува Керка ми сега посебно. Ја обожавам песна. Да искочиме ми рече и 3 сати ја се спремам ти да јадам, време нема. Јас брзо сосем гладен, но со имидж сосем складен, спремен жени ја да шпекам, појдам в автобус да чекам. На станицата што стигна, полна паника ја стигнат, мече пола сат го нема, не знам што толку се спремал и на крај мече дојде пред нас автобус не дојде, но догледавме со мече и друг по него се влече. А за гужвата не зборам да се гужам и јас морам, секој тегне гази трпа ме изгужва ако крпа, ама мораш да се возиш, не си глупешки да одиш па и гужви нека има, не се пешачи во зима. Отвори го пенчето, се задушивме, ќе потркаме. Отвори го пенчето, се задушивме, гушки не трпиме. Полека ситно, ама стигнатме е битно пред кафичот кај што мече дека кидеме ми рече. Тука гужва исто така, секој ден е овде вак. Избацивачот така вели ако сме лоши ке не смели. И да чекаме ми рече си да станаме со мече. Како така за 2 часа добивме и една маса. И си седнавме на неа сите околу се смеат. Кои изгубени германци ја си мече бевме странци. А ако нобарот штом дојде и покрај нас не ни пројде, почнав одма да се дерам, поглед кон нас да му перам. А то не ќе ни да дојде, а за Чанко тој си појде, а и гајле ја си немам кога добри жени имам. А и жени колку сакаш, само погади им праќаш и по полека ги шмекаш да се фати нешто чекаш. Згодни девојки на кило, да ги гледаш ти е мило, се би дал за да се твои една крај тебе да стои. Отвори го пенчето, се задушивме, ќе потркаме. Отвори го пенчето, аман, се задушивме, гушки не трпиме. Вече стапува на сцена, шмека една добра жена и во стилот него светски кома паѓаат 3 женски и гужва пак се прави, секој од нас ке се дави. Отворете ми и врати, зашто мене ми се мати. А мече гајле нема, жена со себе си зема и од гужвата тој бега. Што да правам сега? Да ги спасам трите жени, тие мече што ги плени, да се жртвувам, јас морам да ги спасам, се да сторам. Ми текна добра згода, земам една кофа вода, им ја истурам на глава и со шамари ги малам. Тогаш тука дојде мече и возбудено ми рече: автобусот ке ни киде дома, како ќе се стигне? Ајде мртни малце сега. Океј, се враќаме назад во студио. Дали ова... Добро, сега, не е баш ова од Макфест, нели? Да. Туку, од убавите сепак, времиња. малце да се подсетиме. Ако е за Макфест хитови, тогаш Макфест хитови ова е. Ајде да видиме. Немам снимка видео од ова. Нема и ние немаме некоја голема архива. Зашто ги не? А нема. Не е водено криша. Наназад. Хелена Благневи е легенда. Не единствено, има многу легенди. Не. Неколку ставив на список. Бидејќи со кога те нема, наоколу те барам. Да. Тоа е неповторливо. Незиното шармантно, ала не Лото е освои прекрасно, сите. да. 90-та година, не, 80. 80, тука негде така, пред 90. Да. Мислам дека она е на првата година, мислам. Така ли беше? Мислам, да. Добро, ајде да не мораме да бараме, но во секој случај, нели, тогаш ова врска нема песнава, ама еве уште ја памтиме. Кризата во творештвото. Дали е тоа само кај нас или е некој светски процес или едноставно што има на луѓева? Кај се хитовите? Сега, значи, порано ние што ги памтевме тие песни, на вистина имаше порано беа Макфес и Валандова.
И цела година песните одеа во етер. Тие. Како идеше времето, се направија стотици фестивали. Секој град малтене правеше фестивал. И медиумите веќе не знаеа од кој фестивал попрво да пуштат песни. И самите автори на песните Се разводнија. се разводнија и почнаа да штанцаат песни колку да направи песни. Не мислејќи дали таа би живеела понатаму или не. Тоа е моето мислење како музичар. Што мислиш вака, што остави најмногу впечаток за овие 30 години на Макфест? Хелена Благне, Наоколу те барам, Кога те нема, Кемал Монтено. Кемал Монтено со Ивана. Да, таа е, ја мислам, антологиска песна. Тоа е моето. Маријана и Росана. Маријана и Росана. Апсолутно. Добро, што имавме друго? Тајчи, ја имавме, Мики Даниел Јовановски, беше Џафер. едно време. Даниел пееше, не беше некој голем хит песната, ама Даниел Ама пееше. беше Даниел. Да. Еден куп вака ги има. Трајче Манев, Кичо Слабинец. Трајче Манев, да, убави песни испее и он. Ево, кој да ти каже Ивана. Кој да ти каже Ивана, само дали е спотот ова? Нема спот, Немаме мислиш, спот. Нема спот, а? Може, ако има снимка од фестивалот, иначе спот нема песната. Колку што ја знам. Колку што? Оде се Има Јосепана. концерт во Скопје. Единствено ова имаме. Хајде да го пуштиме ова, може вака? Ајде. Хајде македонец. Ајде оно. Како беше? Девојче. Джорджи Георгиева, една леки година снимio спот. Ја би га замолил да излезе. Додуше, Да, за заедно информација пишеме на... листаме. Немаме. Леле тоа со архивата. Ајде ќе се расправаме. Добро вечер, да се не присмијам што имав таа чест и прилика да јас бидам тој македонец што тој мега хит Ивана го препеа. Кој да ти каже Ивана, како ти пеем Ивана, како те санем Ивана, како те следем Ивана, како те колем Ивана, о моја Ивана. Кој да ти каже Ивана, не знае никој Ивана, за онај тајна Ивана, што само за нас Ивана, остана знајна Ивана, о моја Ивана. Кој да ти каже Ивана, како те сакам и ти се раѓам, кој да ти каже Ивана, како е ова рана, кој да ти каже Ивана, како те сакам и ти се раѓам, кој да ти каже Ивана, како е ова рана. Враќаме назад во студиото. Кемал Монтено си остави трага со Ивана на Макфест. Има уште многу песни. Ќе спомнеме една така што ќе не расолзи. Морам да кажам, медиумите играат многу важна улога во промовирањето на песните. Ако не ги пуштаат медиумите песните, ти не можеш да живеат. Едноставно не може. Не си во право. Не си во право. Знаеш зашто не си во право? Затоа што ја бев дете во она време кога ни се сервираше строго контролирана музика од строго контролирани автори, кои беа политички подобни. Па сепак ние толку се тегневме и некако успевавме да ги научиме Yesterday од Beatles и слични песни, а не беа застапени на медиумите. Мислам дека е песна, ако е песна добра, ќе си го најде патот. Верувај ми, и како музички новинар Дарко ме знае колку време имам, значи кога ќе се протне нешто. Ние бевме 103. Го протнавме едно Продиджи, никој не го вртеше. Цела земја разбра за Продиджи и нивните песни. А освен на едно радио што ги вртевме. Мислам дека креативната
креативноста е во криза. Не знам дали е конформизно, не знам дали е некој општи процес, ама дефинитивно, гледайте, овдека збориме за песни, оваа песна за 50 години уште повеќе ќе значи. Тоа да. Уште повеќе ќе значи. Значи, ќе изумре целата генерација што ја слушнала во живо, а новите генерации ќе ја наследат како Evergreen. За 100 години ова ќе биде македонскиот Моцарт. Мислам, песна како од Моцарт, мислам, класика ќе стане. Evergreen ќе стане, како што е, не знам, има многу хитови. Песните твои на татко ти. Така. Мислам, генерацииве се уште ги знаат, а нити го доживеале татко ти и така натаму, да го поздравиш, респект за него. Благодарам. Така што, мислам, не можете вие тука ништо да направите. Песните ги имате, тоа што имате, тоа располагате. Тоа нешто што одбравме како тим исто, колку песни одбравме? 7 плюс беа 10, така нешто, десетина песни. А колку пристигна? Минатата година пристигна 83 композиции. Тоа е добро. Од 83 Да. одбравме 17. Така беше минатата година. Немаше добри песни, немаше многу добри. Имаше едната иста песна у 5 верзии. Абе што збориш? Такви работи се случуваат. Абе не ме се. И па народот си мислел и композиторите дека треба да пратат што повеќе песни за една да им влезе. Ние пративме многу јасна порака минатата година дека нема да толерираме неквалитет и отидовме на варијанта едноставно да им соопштиме дека треба да напишат убави, квалитетни песни и само во тој случај ќе можат да им влезат песните на Макфест. Оваа година добивме 34 композиции на конкурсот, а од 34 стручната жири комисија одбра 20 композиции. Интересен е начинот како се бираат песните на Макфест. Порано имало уметнички директор и уште неколку луѓе заедно со него од одборот на фестивалот си седеле во канцеларија, си пиеле кафе, си слушале и викале ова е добра, ова не ни се допаѓа. Не. Сега ние имаме комплетно еден сосема нов, многу фин, убав, елегантен и транспарентен начин на избирање на композициите. Значи, од многу релевантни институции до кои што писмено се обраќаме, ни се даваат, делегираат, значи, своји кандидати, институциите, кои што понатаму одат на томбола. Што значи тоа? Од Македонска радиотелевизија делегираат, например, 3-4 или 5 представници, од Општина Штип 5 представници, од Министерство за култура 3 представници, од Македонско радио 20 представници, од Соком, Сојуз на композитори, од Факултетот за музичка уметност во Скопје, Факултетот за музичка уметност во Штип, од Танец. Значи тоа се институции кои работат со музика и работат со култура. И треба да претпоставаме дека тие луѓе се разбираат што сега ни доаѓаат 30-40 на луѓе. На една маса имаме ставено ливчења превртени наопаку и им викаме 3-4, појдете, земете си ливче да видиме што ќе ви се падне. Доколку добијат смајли со обратна насмевка, им викаме благодариме, фала многу што дојдовте, пријатно, се гледаме до година. Останатите имаат можност да издржат ливче и да се паднат во првата или во втората селекциона комисија. Тогаш. Значи, нити јас, нити Оливер, нити некој што е во Макфест, не ги бираме композициите. Оние уважени господа кои што ќе извлечат и ќе им се падне, буквално лотариски да учествуваат во комисијата, седнуваат во истиот момент и ги преслушуваат песните. А на тој начин со излекување да не се може да се влијае, да да исклучиво на одбрани луѓе кои ќе влиеш врз, слушај дете во моје дај против да нема тоа. Да направиме, Оти вам не ви треба тоа. Колку што може повеќе да се дистанцира таа ситуација. Така. Идеално нема ништо, но ја мислам многу голема работа се заврши. Да. Едната комисија, например, да не се протнат некој од супер звезда таму, некој од супер звезда немаше шанси да се. Да, за тоа викам. Буквално работиме, значи, оние кои што заслужиле нивните композиции да влезат и така селекционите комисии работат паралелно, ги бодуваат композициите и не е тајна начинот на бодување. 1, 2, 3 и 4 бода се даваат за композиции од послаб квалитет. 5, 6 и 7 се даваат за композиции од средно добар квалитет, 8, 9 и 10 бода им даваме на композициите од висок квалитет или песните за кои што комисијата смета дека се хитови. На крајот кога ќе ги собереме бодовите од едната и од другата од другата жири комисија, значи ги сумираме и на крајот се гледа кои композиции влегуваат, а кои не влегуваат. Значи тоа е еден од новитетите кој што е воведен на Макфест и сметам дека на овој начин честно и транспарентно можат да влезат само добри композиции. Така да воопшто не се сомневам во изборот на песни кој што го прави селекционата комисија. И како ти звучи од материјалот што се собра?
интересно, Еве, ова звучи, Знаеш да. како они прошлата година и самите композитори се збунија малце што добија овај фестивалот оркестар. Така, има. Чекај за оркестарот. Системов на бирање. Измислуваме топла вода, некој систем кој вие си го разработивте, или веќе се ова некои користени методологии на Користени се методологија. светски фестивали за да се Да. издигне... Видете, Аха. имаме овдека поддршка од Министерството за култура и имаме навистина вредни награди. Имаме за минатата година, кажав, 20.000 композицијата на прво место освои, втората 15, третото место 10 и не сме да дозволиме уште од сам старт, значи да има било какви пропусти каде што ќе може некој да се протне низ системот, да може да ја наметне својата песна, потоа да употреби екипа истата да изгласа и на крај да успее да ја добие наградата. Значи наше е да ги затвориме сите тие дупки од сите тие страни, значи да ги скратиме сите тие можности и едноставно да им даеме шанса на оние кои што се добри и квалитетни. Интересно, интересно. И сега, уште поинтересна работа, Дарко, и ти, Оливер, мојава емисија, бидејќи иде секоја вечер, може и кај шоу, може и као политичко, секогаш сум ги канал музичарите, но последниве 5-6 години веќе нема музичари. Зошто? Барав од нив и да настапат. Се согласува, ама на плейбек. Ало бе, викам, не знам зашто ме сметате, не сум јас, викам некоја вртелешка, викам, ке си земеш и ке си отпееш уживо. Така. А, не, фала. Не можам да ти, не би било коректно, не би било коректно, би бил некој стварно деген сеја да ги кажам по име и презиме. Тој. Да, ама знаеш, ти зборам за сериозни музичари, Апсолутно. за сериозни автори. Значи, никогаш немало проблем, например, Тавитјановци да ми настапат, Адријана Јаневска и така натаму, ми настапиле во живо. Немале воопшто, овие Next Time Така. настапувале во живо. Но другите што сум ги поканил, не. Се чудев, искрено се чудев зошто одбиваат. За на крај да разберам едноставно дека они се плашат во живо да настапат затоа што не се сигурни дека добро ќе звучат. Па, они самите се поретко во живо настапуваат и кога идат на настапи не настапуваат во живо. Мислам, веројатно 90% не настапуваат. Да, по дискотеки настапуваат, најверојатно. Да, се идат на плейбек. Веројатно дома под туш пеат во живо и Да, толку да, е се пењао. Ние кога сме свиреле порано, нема шанси да не настапиш уживо како на плейбек. Така. Тоа е за признат музичар, Добро. срамота е на плейбек да настапи. Така. По мене. Ти како што викаш, познати музичари си викал, а да не настапат во живо, они ќе ти се вадат, па немаме сега тука, не можеме тонот да го дотераме како ние што мислиме, И како матрицата стана правило со децении. Така, катастрофа. Ете, јас евентуално само вокалот да е уживо. Особено CD-то кој ќе почне да рипа. Умреа оркестрите, се испуштија луѓето, си отидоа дома, музиката и музичкиот бизнис фати некои сосема нови текови. Најголеми звезди стана оние кои што има пријатели да ги наштимаат у студио, да ги средат да звучат тип-топ, без многу да се трудат. И ние го знаевме до негде тоа со Оливер. Така да уште во програмата, кога јас се пријавив за директор, во програмата која што ја напишав, кажав дека сето тоа ќе го променам и одевме на враќање на оркестарот на големата сцена. И мислам дека тоа е еден од нашите најголеми успеси што го направивме и мислам дека Макфест токму во овој момент ги живее своите најубави денови од почетокот, значи па до ден денеска. Макфест во изминатите 28 години одел на матрица, значи немало оркестар и сега замислете што да прават оние луѓе кои што завршиле компонирање. Што да работат оние луѓе кои завршиле аранжирање? Многу инструменталисти, бубњари, басисти, саксофонисти немаат работа, а имаме фестивал Макфест. А тие седат дома и гледаат и немаат работа. Немаат работа. Види кафани, бе. По кафани, по ова, пона, да. Се шегувам, карикирам, но во право си, ова Тоа се е... за мене господа уметници, кои што така, нашата браво. идеја и цел беше да ги Браво. вратиме на сцената. Браво. Овој фестивал, тие го прават и му го даруваат на народот. Значи, како што кажав, тука се градат трајни музички вредности. И отидовме да го промениме системот на настапување со матрица и за наша голема среќа
Успеавме, се изборивме, имавме многу состаноци, не беше лесно. Зошто не беше лесно? Па не беше лесно, не е едноставно да се водат преговори со Македонска радио телевизија, да се натераат истите, да прифатат, значи да учествува. Збориме за биг бендот, за ревискиот оркестар. Така. А зошто не направивте вие свој оркестар или тоа е веќе друга? Вака, Макфест не располага ниту со ресурси, не располага ниту со простории, ниту со студио, нити има каде и како тоа да го спроведе токму таму. Мислевме дека најдобра варијанта и единствена изводлива во моментов во нашава држава е да се искористи ревискиот оркестар на Македонската радио телевизија. И успеавме во нашите намери, ги објавивме на крај, бевме едноставно топло примени, направивме топло примени, добро. Да. Сватив дека сте се морале да ги убедувате, Па се убедувавме, водевме разговори на разни страни и успеавме на крај да го вратиме големиот оркестар на сцената, каде што и сметаме дека му е местото. Оти тоа е стварно врвен оркестар, издигна од времето на уште Џамбазов, кој го водеше тој оркестар. И така. И не само Макфест, големиот оркестар. Шпато е првиот наш кој, нели, треба една емисија да направам за Шпато. Добро, окей. Големите оркестри сега настапуваат и на Скопски. Се чудат кој го спомнуваме Шпато, пола публика се чуди за кого збориме, ама прекрасен човек. Тоа е човекот што прв ја направи, ги постави темелите и основите на македонската современа поп и шлагер музика. И джез музика. И джез музика. Фантазија, значи невиден човек. Значи Драган Ѓаконовски Шпато, така. Невиден уметник. Таква големина од човек, ја мислам не се раѓа уште еднаш. Ајде, ние вечерва кога збориме за музика не можеме да не спомнеме и ин меморијам за господинот Масевски, Бог да го прости, но и отиде уште една личност, ненадејно за жал, Драган Карамфиловски Бојс, кој исто така остави голем белег во македонската музика. Сега ќе направиме, ќе пуштиме една тема, ќе одиме први со Драган Карамфиловски, кој стварно правеше добри песнички. Одлично. Ја го респектирав човекот. Супер. И неколку проекти што ги водеше 100% те љубам и тие такви работи, хитчиња што ги направи. И детската огледалце, хити ште не видено. Не видено. Но останаа неговите песни, мислам се. А после ќе збориме малку и за Димитар Масевски. Но во рамките на сето ово што го збориме за музиката, одиме со Опасно сум влюбен во тебе и првот блок реклами. Beli konji sedlani i sjajni biseri, jaske donesam. Tajni morski dlabini i zlatni livadi će ti podaram. Site turski carevi i rimski legi ne se dovoljni da te odbranat. Opasno sum ljuben vo tebe, ne shvaćaš, lud sum bez tebe. Noćva je divka prekrasna, vodi me vo rajska gradina. Beli konji sedlani i sjajni biseri, jaske donesam. Tajni morski dlabini i zlatni livadi će ti podaram. Site turski carevi i rimski legi ne se dovoljni da te odbrana. Opasno sum ljuben vo tebe, ne shvaćaš,
lud sum bez tebe. Noćva je tivka prekrasna, vodi me vo rajska gradina. Opasno sum ljuben vo tebe, ne shvaćaš, lud sum bez tebe. Noćva je tivka prekrasna, vodi me vo rajska gradina. Opasno sum ljuben vo tebe, ne shvaćaš, lud sum bez tebe. Noćva je tivka prekrasna, vodi me vo rajska Што е целта на Макфест? Оливер и Дарко, директор уметнички, директорот на директорите, зборуваме за Макфест кој слави 30 години, а наскоро најновото издание 30-тото. 30-тото ќе биде, Сега така? јубилеот, сега е моментот. Тоа е тоа што го чекавме. Добро, колку дена ќе трае цела ова фешта? За публиката 3. Трети, четврти и пети. Прва полуфинална, второ полуфинална и трета полуфинална вечер, сега трети, четврти и пети јуни. Инаку за нас трае една година фештава. Сега се селиме како што кажа Бош. И фестивалот Макфест од Штип, каде ќе се одржи? Ке се одржи во Пробишти. Тоа е во шатори? Зашто не шатори? Па Модерно. може веќе планираме, имаме испланирано у случај да не им се допадне победникот, па нели знаете одма. Добро е. Ако да, одлично. Има Шема. тука пред општината Да. парк, може да се запоседне да се стават шатори. Малку се шегуваме. Оставка од Дарко. Оставка, Оставка од Дарко. нема оставка. Нема оставка. Нема оставка. Одма контра идеме ние. Контра чувари на Макфест. Така е. Че направиме шутка. 3 дена шема, тоа е прилично и логистички голема работа, се очекуваат голем број гости. И многу е Нели? напорно, да. Ако морам да спомнам дека многу е напорно, бидејќи 3 дена не само што се одржува значи фестивал, сето тоа се одвива во живо. Нема простор за импровизации, нема простор за никакви грешки. Значи, не знам, една труба, една гитара, една виолина, било што е еден погрешно отсвирен тон, ние не може да го вратиме филмот назад. Затоа веќе се подготвуваме подолго време, како што кажав, една година сме влезени во целиот овој процес. Макфест не е фестивал кој што се спрема месец, 2 или 3, иако сега се најинтензивни подготовките, пробите течат, сето тоа се одвива токму овие денови. Инаку Макфест 3 дена ќе биде за публиката. Ние, како што кажав, подолго време сме таму. Со оркестарот заминуваме на први, понеделник веќе, рано наутро. Значи, патуваме до за Штип. сега оркестарот работи во рамките, во просториите на македонската телевизија, таму се одржуваат пробите со Да, пејачите. јас одам на пробите таму. Веќе втора недела или трета, нешто така, веќе одамна се почнати пробите. Но оваа недела, последнава недела пред фестивалот, доаѓаат и пеачите, пробуваат со оркестарот и навистина се напорни пробите. Морам да кажам. Зошто напорни? Нели би требало тоа да биде поинспиративно, по... Да прозвучат песните, има. Точно, не, напорни се затоа што одговорноста е многу голема. Само заради тоа. И самиот настап, бидејќи ти кажа, многу ретко уживо сакаат да пеат. И сите тие што пеат на фестивалот, многу им е полесно да излезат, да отвараат уста. У студио средена работата максимално, Аутотюн? сите се павароти. Нели? Сега морат да излезат, микрофонот уклучен, Жив оркестар позадина. оркестар, нив исто многу често Добро ли е ги тоа буни воопшто оркестарот. за еве од уметнички и музички аспект разбирам. Така треба. Добро. Така треба, да нема фолирање. Од друга страна, добро ли е па за фестивалот? Па добро е, мислам дека и за фестивалот и за општо за музиката. Јанко, според мене тоа е музика, тоа е тоа што јас сум го учел. Оливер беше директор на Македонската опера и балет. Се замисли да поидеш на представи и они да стиснат CD
и доле да свири музика по пеачиве да матрица. отвараат уста. Пеачиве да отвараат уста и да глумат, да се љуљаат на љуљашки, да шетаат со перики, да прават не знам Колку како вулгарно циркус. звучи, Па нели не сме тоа така. Тоа е музика. За музичар е вулгарно. Да. Греото е, музичарите треба да си ја работат работата. Сите оние кои што свират, сите го прават со љубов. Не може Овој тип на музика кој го презентираме тамо, на вистина треба со оркестар да се изведе. Сепак е ова шлагерска музика. Така е. Треба да произлезе некој хит. Шлагерско, медитерански тип на Но музика. хитовите денеска што се вртат се претежно студиска продукција. Затоа ние не ги ограничуваме продуцентите, авторите, композиторите, кој како си сака и како си љуби, да си земе веднаш по фестивалот или до самиот момент на фестивалот веќе си подготви снимка. Па нека ја направи песната и у Матрикс издание ако сака, какво сака нека ја направи, електронска, техно, поп, рок, све е и дозволено. добро. Па и добро е, да, не е лошо по фестивалот да се изведат и верзии варијанти од песните. А добро, комбинација, јас сум гледал и бендови кои користат, например, за одредени, например, ритам деловите, кај што е басот и бубањот, тапаните, да се слушаат подобро, бидејќи во живот тешко се озвучуваат, Јанко. да се користи матрица која ќе има некој сегмент, а оркестарот да свири во живо и се. Размислуваш, прекрасно е, рака ти пружам одма и јас имам исто една таква идеја која во моментов е невозможна да се спроведе. Значи требаат многу повеќе ресурси, многу поголема подготовка, многу повеќе пари. Јас значи да објаснам каква идеја имам за Макфест и можеби некогаш во иднина ќе биде и таков. Значи нека се распишат аранжмани. Нека почне оркестарот да вежба. Нека се направат првите проби. Нека дојдат продуцентите, нека ги семплираат инструментите. Нека се вратат во студио. Нека направат делумни матрици кои ќе одат по клик. Нека вметнат инструменти од виолините направени во невозможни фрази и варијанти, труби, Што хорни тешко чуда, би иделе во живо. И плюс ритмови, какви што не е во можност оркестарот да ги отсвири тука на лице место, Так. оној тапанар кој што лупа, значи Так. да се стават сите тие Так. скречови чуда едно друго, Так. што ќе дигнат и ќе направат амбиент. Така. Тогаш, 3-4, кога ќе дојдеме во Штип на големата сцена, во салата Страшно Артур ќе Шопов, звучи. Да звучи И продуцентски. да звучи Втора паника. работа. И би ставил и хор огромен. Би ставил 30-40 луѓе, хор да пее. Мене хорот ме ежи. Значи едноставно ми А прави... што им беше пречка тоа да го направат делумна матрица? Барем бас бубањот, ногата, добошот, кои се најбитни во она за носење и басот. Тие најтешко се озвучуваат фино да звучат. Стринговите, клавирите, дувачките оркестри, тие звучат во живо прекрасно. Јанко, мора работите додат чекор по чекор, скала по скала. Мора неколку години да се задржиме на ова ниво и да го совладаме сите оние пречки и проблеми Тоа си кои во што право. се уваат да ги решиме. Беше непрофесионално. Ќе беше комплетно непрофесионално ние Ништо да измени, дојдеме и сега да како- направиме некој чудо тамо народов да се Или чуди да направиме, како што вика Дарко, како што треба, а до тоа ниво треба да дојдеме, или не се чечкај таму. Како звучат на пробиве? На пробите Песниме. добро звучат. Добро. Има некои мали грешки во аранжманите кои ги исправаат на лице место, но добро звучат и тоа ќе се види на фестивалот. Добиваат самите песни нов звук добиваат бидејќи сме научени на овој синтетички звук цело време. Така? И навистина нешто кога е во живо инструменти, акустични инструменти, како виолините, цел гудачки стринг што е, и трубите и нешто што порано го имало, но сега е во аранжманите се во помодерна верзија направени. Не можеме далеку да отидеме ние. Не знаеш до зашто тоа. дишам. Го слушам одлично збори. Повели Не можеме господин. далеку да отидеме од тоа, но време треба. Еве за оваа варијанта што ја вика Дарко, исто во живо да идат сите овие инструменти, но со друг бекграунд што вика. и диџеј на сцена плюс би стаил. Тоа не кажав прејаска. Све би стаил, значи. Ама тоа ако си Се го што бара може, песната, музика, нека ако си бара, стави. да, би додал. Друго ти- што би ставил? Па ја Зошто прво ти што би се направил? ограничиш малку? А Да. требаше Макфест да стартуеше со син птички клавир што на пеат и што сцена. летаат, Јас се стави. чудам какви директори се испоменуваа, луѓе Така. кои ги знам, кои прилично се разбира и во технологија, во музицирање, ништо не направи, едноставно тонеше, но мислам дека од лани и затоа ви дадов простор. Дарко доби простор. Макфест
никогаш немал простор овдека во оваа емисија, затоа што не заслужувал по мене, затоа што едноставно идело надоле. Колку се правило, колку да се направи. Може би некој се трудал. Ја не сум го забележал. Јас седам позади телевизорот и слушам ужас. Ти благодарам. Некој не уочена Она лани ситуација беше го... некој многу подобрување, поготово па уживо. Респект за тоа. Имавме проблем, не сакаа да се пријават. Голем дел од изгледувачите не сакаа, има... Дај ги бе по име, кажи ги. Нема се, мислам, што да ги Јас кажуваме се по име, шегувам. не е културно, шегувам, не е етички. Дел нарушени односи, дел лути за едно, лути за друго, лути за трето, начини како се давале награди, Суети, како се избирале суети, све е тоа измешано и сега ние доаѓаме им се веуваме здраво директорите од Макфест и ние аха, супер, чао, па испуштаат слушалка, нека да разговараат со нас. И така тргнавме од таму, тргнавме од нула, почнавме полека да го градиме и затоа велам, во што сега го правиме. Не значи дека нема хитови, не значи дека нема јанко добри песни. Напротив, ја гарантирам дека има, ама треба и времето да покаже. Треба неколку години да минат, па потоа се види да се изфилтрира, се изчисти, оние кои што се добри ќе испливаат на површина, оние кои не ќе потонат доле. Ајде. Ја нема да дојдам у Штип и да го слушам тоа уживо, бидејќи во салата ќе звучи тоа перфектно. Поготово кога имаш оркестар од некој си колку 3-4 луѓе. 57. Симфониски. 57. 57 луѓе оркестар плюс диригент. Тоа е оној. Пратечи вокали. А што прави оној што мафта вака со стапчето? Што е тој? Мафтач. Мафтач. Ај, оној бубњеви свири, ој е дуо, оној што мафта, што... Тој ако не, ќе не може да се соберат луѓе. Ќе биде хаос, општа сцената. Дарко, И многу му должиме на господинот Љупчо Мирковски, диригентот. Значи, морам да го пофалам, да кажам дека тој јас со стапчето. Тоа е тој со стапчето, дека е прекрасен човек, одличен диригент. Кондуктор. Да, Леополд. доктор, да, и дека минатата година изненади со неговиот настап, со подготвеноста на оркестарот, со се јасно, вистина, кога ги слушав песните, се најжив. Луѓе не можат на телевизија да го доживеат она што ние го доживуваме во сала. Во А сала на е... телевизија нема шанс. Зошто нема шанси? Зошто нема... Извини, флуите, оно. не е точно. Не е друг. Дали, извинете, дали вие гледате Сан Ремо? Да. Дали Да, Сан да, Ремо да, иде да. во живо? Да. Како ви звучи Сан Ремо? се убаво. А зошто Макфест не звучи убаво? се трудиме да го дадеме максимум. Не е тоа до вас. Се трудиме и Не е, Јанко, Џони. не е само не е до нас. Џони, бе. Имаме сала која е таква каква што е. Салата има одредена акустика. Ние не го слушаме само оркестарот и акустиката на салата. Едноставно, има и многу други работи кои треба да се доведат во ред. И од миксетата тоа што го пушта во салата идат лев и десен канал Да. во репортажната Да. кола на МРТВ и ти Додека слушаш лев и во- десен моно. Да. Што значи? Во Сан Ремо има посебен продуцент за сала, посебна продукција за телевизија, посебна продукција за не знам се за што. Како звучеше Така. Скопскиот фестивал за изборот за песна за Евровизија? По мене звучеше На телевизија? многу полошо од Макфест од минатата година. Не ми се допадна И што како правиме? звучеше, а знам дека таму звучало одлично. Не, ние многу работи Види, не оставивме на случај. не сакам да навредам. Другарска критика до МРТВ. Може би биме до техника. Таму има луѓе кои обучиле се што е за акустика и овак. Дајте им на крај тогаш можност, направите експеримент, не знам, од ЕСРА земете луѓе кои работат на миксање и така натаму. Не. Некој друг начин постои ли нешто што можеме да направиме? Јас знам дека сте врзани со Македонска радиотелевизија. И врзани сме со тендери. Фирмата која што ќе си добие на тендер, таа ќе озвучува и сега молиме Бога да се погоди добра фирма. Не, ме јас разбираш? зборам за преносот на телевизија, не за озвучувањето. Тука од Пак милион- велам дека во салата ќе звучи перфектно, јас знам идеално. Како може да се направи тоа веќе кога ќе го добијам ја на мојот телевизор? Па веќе немаме више сите ние ниш со укање, искање, така е. со еден звучник. Јанко. Сега имаме стерео, имаме сараунди системи. Еве, овде. Значи, секој најобичен телевизор има стерео звучници што убаво репродуцираат. Значи, не можеш више да ми продаваш. Изјавувам, еве овде пред целата македонска јавност, дека минатата година, заедно со Оливер и луѓето со кои што го работевме фестивалот, да дадовме максимум и направивме се што можеме, Макфест да звучи најдобро што може. И врати се, слушни ги снимките, ќе видиш дека има голем напредок за разлика од она што било претходно. Ќе се потрудиме истото да го повториме и годинава, но уште еднаш ка кажувам, не зависи нити од мене, нити од Оливер, зависи од многу Што да фактори. пуштам од Макфест?
Ајде, еве. Александра Јанева, Врати ми до Уметничкиот. сонцето, Јоце 2013, Панов. 2014, Јоце Панов, само немој да Балада. молчиш. Ајде, Може? одлична песна. Прекрасна Ајде. песна. Ајде. Ајде. А ова е студиска верзија. Студиска, неќа. Да, студиска Неќу. не, се договоривме дека ќе одиме Не, лайв. ќе одиме Ајде. лайв, да најдеме Макфест лайв. 2014, Јоце, само да се додава во срчот и мислам дека ќе излезе композицијата. Ништо Ајде, не да се видиме. спремавме. Јоце Панов, Макфест 2014. Јоце Панов. Ете го имаме веќе. Мислам дека Ова е? Ајде видиме тоа. тоа Не, е ова го гледавме. студио Чекај да верзија. видам ова. Тоа е тоа. Ова е тоа. 3, 4. Уште во мислите барам кога е најтешко. Цел живот чекав до толку да засакам некого. Мојата среќа до небо полета од твоите усни. Реков ли нешто, стори бли за да те повреда, ил ради зломни усти од срце ме избриша. Мојата тага во солзи потона од твоето збогу. Бар скарај ми се да се мириме, за тешки зборој да се каеме. Ко странци кога ќе се видиме, па опцуј ме гласно, нек се наполнат очи, само немој да молчиш. Реков ли нешто, сторив ли за да те повреда, ил ради злобни усти од срце ме избриша. Мојата тага во солзи потона од твоето збогу. Бар скарај ми се да се мириме, за тешки зборој да се каеме. Ко странци кога ќе се видиме, ма опцуј ме гласно, нек се наполнат очи, само немој да молчиш. Бар скарај ми се да се мириме, за тешки зборој да се каеме. Ко странци кога ќе се видиме, ма опцуј ме гласно, нек се наполнат очи, само немој да молчиш. Само немој да молчиш. Добра сцена, али за звукот имам замерки. Имам замерки. Значи, Само замерки имаме сите. Да, така, така. Јасно. Не, ја Прифаќаме. Види, зборам за уште подобро, за да и публиката. Но пак велам, ако е добра песната, на крај на краиштата ништо не важи. Се се Еве и просто, сега да. ја велам влакно барам колку да ја правам муабет. Но ако излезе добра песна, ако излезе како што, нели, спомнавме некои имиња овдека, ништо не е важно.
Нели, као кога ќе те погоди некоја песна, дали ја слушаш од далеку, дали ја слушаш во хај-фај, во врвно, но мислам дека реномето, после 30 години, ние треба само да идеме кон повисоко и повисоко. Многу е битен аранжманот за песната. Аранжман. Најбитната работа. Аранжман, тоа само врвни професионалци. Значи, може тоа да го прават занатлии, што рекам. Да, Тоа е да, фела. да. И Иако по што- мене, гледајќи ги вака, какви наводни се кажам трудови стигнуваат Аха. тамо, се уште не успеавме да наметнеме дека само 6 души можат аранжман да направат. За сите тие песни, кои што треба. Еве, до 10, ама би се Преку сила. замислил, да. Мојата замерка, и што се уште не можеме да ја вметнеме тамо, е дека секој не може аранжман да направи. Едноставно не му е дозволено. Од музичката фела не би му дозволил секој кој сака да си прави Ма аранжман. не е важно да, кој, како или дали има факултет или не. Мене ми е битен крајниот продукт. Нека он биде без никаква наобразба, ама Нека ако го има направи кој талент, што треба, да. ако го направи кој што Така е. треба, За овој тип на музика и овака поставен фестивал со оркестар, значи не може да нема факултет да направи аранжман. добро дружи директоре. Добро дружи Јас директоре. сум позитивно изненаден, дозволете да се надоврзам на разговорот. Повелете дружи директоре. Минатата година, друже директоре, минатата година на доделувањето на наградите имавме еден прекрасен момент, не знам колку публиката го примети тоа, кога оркестарот му стана на аранжерот да му аплаудира за композицијата која имаше напишано. Станува збор за Лазар Цветковски, песната млад на дечко. Млад дечко, песната која што испеа Дарко Илиевски. Имаше навистина прекрасен, убав, печатлив аранжман. Симфониски аранжман имаш. Да, Широк. Широк, неверојатно убаво прозвуче. И кога го видов тоа, си помислив, еве роден е новиот Кога Шпато. најмногу ми Да. требаш? Да, кога најмногу ми требаш. Ајде да ја чуеме. Ајде. Може? Ајде. Ајде на кратко, не мора цело. Чисто да чуеме та. Ова е песна која цела се слуша. Или Да. се слуша, или не се Ајде, слуша. имаме време. Дарко, имаме Тераме време. до 2-3. Па ке тераме, нема проблем. Нема гајле, имаме. Додека не почнат со камери да не гаѓаат. Не знам дали ја ве сонувам, не знам ништо. Не знам дали вреди да зборувам, кога не знам ништо. Ова е посилно од мене, ова е посилно од себе, но ме јаде однапред. Кога најмногу ми требаш, баш тогаш јас те немам и одам преку се, сам против се. Кога најмногу ми требаш, баш тогаш јас те немам, сам
sam protiv se, koga najmnogo mi trebaš, koga najmnogo mi Вау! Вау ефект. Морам да признам стварно. Еве ќе ти кажам стручно мислење. Ајде. Значи, нивото на овој аранжман и на цела ова песна како е испеана, ти е како насловна песна од филм за Джеймс Бонд. Да. Или за Бетмен, или за нешто. Не, тако, Бетмен да. нема везе. Да. Джеймс Бонд е ова. Да. Ова е Джеймс Бондовски направено. Стварно светски, стварно изненадувачки. Не го гледав ова, ја гледав делумно, тоа што го видов ми се допадна, ама ова не го видов. Настапов и сценскиов и сео ова и Ангелов. И Ангелов, да, Белиот Црнев. Композиторите кои што пишуваат само музиката што ја пишуваат, што не пишуваат и аранжман, една мелодиска линија имаат напишано, му ја и фактички на аранжират му ја даваат песната, тој ја прави песната. Како ќе звучи, Бе, дали ќе драма. има комбинација, дали Каков е интерес за посета на фестивал? Има интерес за посета. Имаше еден пропуст, морам да го признам, не е дека све сме направиле како што сме испланирали, имаше еден пропуст. Лани, значи, во првата и втората полуфинална вечер не беше посетено стварно како што очекувавме, од една проста причина, беа влезниците раздадени по гости кои беа поканети да дојдат на фестивалот, кои од за нив оправдани или неоправдани причини не дошле. дојде. И делот целата остана празна. Сега Као воведовме закажи правило. термин, после не чинело терминот. Закажи термина, не доаѓа. Сега Јасно. одиме, значи, со потврдување на резервацијата. Така. Оној кој што ќе потврди, ќе дојде. Имаме исто една новина сега, оваа година, во знак на 30 години постоење на Макфест. Добро. Не се продаваат влезниците, напротив, ги даваме бесплатно, ги даваме гратис. Прво за... Што живеете? Карта. со сите влезници да ги продаваме по не знам колку пари не може да се покрие Макфест. Така, ќе купиме бурек и јогурт и толку од влезниците. Така да не, Макфест е едноставно фестивал на музиката, празник за градот Штип и влезниците ги доделуваме прецен оние кои го прават фестивалот, тоа се господата музичари, господата инструменталисти, автори на песните, аранжерите, изведувачите, потоа на големите пријатели на Макфест, луѓето кои со години го следат и сега има огромен интерес. Сите се сакаат да дојдат да карти, веќе дури имаме. Ама немаме многу работи и секој фестивал е, знаеш, плюс тоа, знаеш како, одржувањето на овие фестивали во ова лудило политичко треба да не подсети дека постои нормален живот. Дека од онаа страна дека има нешто и друга се страна случува. на живот. Да. Тоа е нашата цел, да. Така, не само црни ангели, нели? Тука имаме убави работи што ни се случуваат и затоа респект за вашата работа. Еве имаше ваков случај сега. И ова сакам да го кажам. Имавме пресконференција со Оливер и со екипата од Макфест. Кратко трае интервју, па немаше време и да искажете. Ајде, греоте си. Имавме пресконференција и напрашуваат што ќе биде во ревијалниот дел. Ревијалниот дел. Тоа не е значи Макфест само надпреварачкиот дел. Имаме и ревијален дел, во меѓувреме се гласа, се собираат гласовите, жири комисијата, СМС гласовите и така. И ќе дојде Хелена Благне. Сега требаше да имаме гости. Добро, за 30 се години треба. Се обидовме да донесеме гости од странство. Дел од оние изведувачи кои некогаш биле дел од Макфест, кои оставиле трага на фестивалот, кои оставиле хитови, композиции евергрини за сите времења и знаете каков одговор добивме? Не знам како. Чекајте, вика, не знаеме, ние овде сме у паника, па таму војна се води, па таму е лудница, па таму се пука. И ја отварам dnevnik.hr и читам главна статија, Рат у Македонија, пишува таму, убаво вака све. Красно. Така испрезентирано. Ние и нормално луѓето се плашеше. Многу И ние луѓе не сакаат. и многу луѓе не можат и ние
чудни надписи по тие странски портали за Да, тука што се случува. чудо направи дека овде Па ти кој што знае сакаш што се кога, случува. па гледај ти политичари што се од пред владата, тоа и да ти заговараат каде и да стигнат. Да. Ненормално е. Разноразни изјави се даваат и еве се уплашија луѓето и викаат вие тамо кој знае што правите, вие сте некое тамо племе, може ние да доеме и никош ще не се вратиме, така да ајде да размислиме еднаш, два пати, три пати и се уште И сме никој на- не прифати. Се уште сме на таа линија. Уште чекаме, мислат. Да, се уште сме на таа линија и неизвестно е, мора да кажам дека е Добро, неизвестно. а имаш ли план Б? Па има бекап варијанти, у секој момент има план Б. Сакавме малце поексклузивно да биде заради 30-те години на Макфест. Заради тоа имаше Ама, еве. многу луѓе што им е драго што пееле, што учествувале, награди добивале од бивша Ју, да кажам просто. Лани беше доста афера се крена и прашина за водителката што деценија и пол водеше и повеќе не води. Иако не знам каков е статусот на таа работа, дали некој може да си го приватизира фестивалот и така натаму. Стана она дел, Вера Јанковиќ стана дел од Вера Јанковиќ. Добро, условно кажем. Вера беше дел од тој фестивал доста време, остави беле каков што остави. Вие решивте нешто сосема поинаку да идете. Како бевте задоволни од тие водители? Кои беа? И што планирате? Дали истите оваа година, дали ќе идете некоја шема, дали разработуваш, например, некоја шема како Бубамара, како Оскар, да биде со забава, или да биде камерно, како... Така. Јас кога дојдов на челото на Макфест, решив да ги променам сите оние работи кои лично мене не ми се допаѓаа. Една од тие работи беше Вера Јанковиќ во водителска улога. Јас против неја немам апсолутно ништо. Но сметав дека Макфест со оркестар на голема сцена, со пеење во живо, нема да може да кореспондира со настапот на Вера Јанковиќ. Сметав дека тие две работи не одат заедно. Поготоа таа во една таква улога со такви фустани и слични работи. Затоа решив да го променам водителот на Макфест и се изврши притисок, признам сега, ми беше правен притисок од разни страни, задржија Вера, чуваја Вера, не може Макфест без Вера, Вера толку години била на Макфест, во ред, супер, симнувам капа и све, но ниту фестивалот е на Вера, ниту пак е мој. Едноставно, како и Вера што беше и замина, јас ке си заминам. Вера бар тамо била 14 години, ние нема да дочекаме ни трета, буквално. Затоа се решив за водителски тим, кој што сметав дека прилега на еден таков фестивал. Ја поканив Маријана Станјоковска, која што сосема солидно и согласно сите мои очекувања се го водеше фестивалот, значи беше супер, така. А од друга страна, го имавме Диме, кој прекрасно се снајде во бекстејџот. Јас минатата година, кога се договорив со Маријана Маријана... може да излезе, не мора ништо да збори. Не мора. Фала, браво. Така е, прекрасна Нема девојката. проблем. Ама зошто да не? Слушај, Маријана Сите можеш... сака да гледаат убави нешто пред себе. Како не? Ја Маријана би ја ставил на она, како на бокс вака да излезе. Песна број 1, фала, да се прошету нешто Вака се е. атрактивно. Thank you very much. Но на вистина Девојчето изгледа $1.000.000 сега, да не се лажеме. и водеше одлично. Не, водеше ја бива. Има и Водеше Вилица си одлично. разви Супер. во меѓувреме и ја бива. И затоа ќе води и оваа година повторно. Да. Димитар беше прекрасен и убаво се снајде во бекстејџот, од одредени некои работи не можевме да се договориме оваа година, значи. Пари? Па и слично. И Пари. затоа улета нов Имаше една Кој? пари. нов водител Марко Новевски или позбој О, Марко па дај супер ти е Маркове. Марче мислам дека е Марче супер за и бекстејџот. забавен и хумор и све. Од една страна ќе имаме топ модел, Така. од друга страна ќе имаме дечко кој е толку шарман. Ја го обожавам Марко. Жал ми е што нема да може да дојде Диме, а многу се радувам што доаѓа Марко. Мислам дека е одлична Респект замена. за И Диме, сега ама Марко ми е фаворит. не ќе да го направиме стерилен фестивал, да биде само добре вечер почитувани гледачи, добре дојавте, Не, со Марко не може. ама со Марко Марко не може, тоа хумор, тоа е забава. Па шоу програма и тоа би требало да биде. Марко има стварно, задача да ги вади од кондори изведувачите позади сцена. Шом ќе настапат да ќе излезат позади Се сцена. паника да не знаеш што ги очекува. Да. Кога ќе дојде Марко овдека, Да, да им се стресат гаките што се вика да
А Да ги Марко одлично, изремети. да, ама сепак е. Да не им се Ја иде ќе позад. кажам да со Марко договорени сме до која граница тоа ќе го правиме, нормално да не иде на он нивна е штета момак и кој, да. он момак бил у мејнстримот, секогаш у мејнстримот, он знае границата на пристојност и мислам не се секирам за тоа. Водителите се многу бидејќи знам битни дека е кај тоа. многу низок прагот на егото кај нашите изведувачи кои повеќе се грижат за тоа кој како ги погледнал под око од што за тоа што направиле, нели? Тоа ја, друже. 6 месеци работев у Фокус, Никола Младенов ме премоли да водаме страда. 6 месеци. Сум бил поплатен новинар, не постоел. Значи, карта бланш у Фокус има, Никола ми викаше колку сакаш пари, што сакаш, ми треба таква страна. Вака си Ти отидеш. кажеш не фала. Не. Нека се прочитаат тие за 6 месеци колку интервјуа со кого ги направив, отров да ми се повраќа. До зборче ти читат и точка. Што си напишал за мене? Абе, човече, седе ми вика, кажи му на тој педерот, дека ово она, и ја, викам те снимам, тоа! И го издаве, искача, мисля, ти бе дали си нормален, што си ја објавил, бе, ке се судиме, суди се, ке дојам, ке те убијам, убиме, бе, што е? Прво ти рекол, сними, нема проблем. Нема проблем. После? Ама пази, ја са Бајле ги правев интервјуата, така. за да не бијат на пиени, знаеш, па да им работи она либидото, кој јас немо ке му овакво онакво. Ама тој не отрезне тоа. Да не отрезне. Претходната вечер. Надувани, бре, од Сабајле, Дарко, надувани. Многу познати овие ситуации. Да. И тоа е ужас. И мене ми стана јасно дека така е затоа што немаат успех на музичко поле. Бидејќи оној што има на музичко поле не се занимава со тоа кој што му рекол, како му рекол, она со такви безвезни работи. Нашиве, за жал, немаат концерти кои се полни, немаат добри тиражи, слабо заработуваат и ова им е едина работа. Слушаат по медиуми кои ќе се и сега седат, на пример пола музичари седат, кои ме спомна мене, адвокатот, сега извони. Мене преку Тасино чешмиче, знаеш, ама што да им правам? Сега да знаеш колку се сите пејачи што се. Добро? Уредно си доаѓаат на проби. Не, ама ова е нова генерација која што го слушнавме, ова се други луѓе. Нели? Друг менталитет. Значи, еве како што го Прашуваат што не им е јасно. Се информираат. од Доаѓаат Тоше информирани. Троевски наваму друг архетип на карактери имаме. Тоше беше најголемиот и имаше најмало его. Не можеше ни да се навреди, не можеше нити суетен беше. Исто така еве го и Кајмаковски во тоа е еднината на големите звезди. А не суетни будали со кои ќе се расправаш, иде бре хистерични будали кои ќе се расправат. Тоа треба голема звезда да биде скромен во душа. Здравко, Е, еве ако сакаш што треба, Здравко Чолич. Да. Цел живот. Цел живот. Дали некојаш се расправаше со естрада, не знам. Така. Ова, Не, не. Сум чул јас, барем. И затоа и голем беше. И Оти песна човек го е направи. голем. Дарко, и ти си музичар, си работел со многу. Човек е голем во се. И во приватен живот и во професионален. Така. Не можеш ситна душа да бидеш овде, на сцена не знам ова, она. Јас сум ексцентрик затоа што сум голем уметник. Помина тоа време. Така е. Помина тоа време. Други вредности си. Работите на сценарио, го знаеш сценариото со Марче како ќе видиш ќе? Имаме сценаристи кои што го добро, има браво, превземено браво. Тој е тој многу дел. профи. Многу профи, бидејќи без тоа не. нели кажавме немаме простор за импровизирање. Сепак е тука и Министерство МРТВ и така натаму. Огромна подршка од Министерство, сакам еве да им заблагодарам, од Министерството за култура. Навистина голема подршка со сето ова што го прават. Мислам дека никогаш во историјата на македонската музика музичарите не биле третирани на ваков начин. Подобро. Не се подобро, значи не само што има награди на фестивалите, не е Макфест, тука е Скопски фестивал, Цветници, Валандова, тука се субвенции за песни. Еден куп песни се субвенционираат во текот на годината. Да ги Не инспирираат само- луѓето, ете, дека Да. може и да заработи за тоа. Не Конечно. само народни, не забавни, и детски песни. Значи, навистина, ова што се случува сега е револуција, ова е време кое некогаш Да не ја врати ќе го памтим. звездата. Па и можно и тоа. Постојат и такви варијанти, но сега сум концентриран и фиксиран исклучиво на Макфест и сакам ова улога како директор која имам тамо, брилјантно да си ја завршам. Татко ти што ти вика, бе?
Драгане, он е исколиран многу. Супер. Драгчо поминал сито и решето. Он една година пред мене беше уметнички директор на Макфест. Така. И некако така јас се надоврзав со него на тоа негово работење, помагав со некои известни работи и решив да се кандидирам на Макфест. Драган е одличен, супер. Ме поддржува во сето она што го правам, често седиме се разговараме. Многу добро ја познавам сцената, многу добро ги знае проблемите, он и ме има воведено во сето ова. Јас како мал растев на концерти. Драган шеташе секаде, ја бев малечок, јас сум спиел некогаш позади сцена додека он настапувал. Нема некаде кај што не сум бил. Сите XU простори ги Стварно ли прошетам. вриштеа жени толку по Стварно него? вриштеа жени. Унесва спаѓа. Унесва спаѓа. Тешко си на мајка ми, не знам како издржала, како поминала. Ја У не тоа знам, време на вистина, да. Многу хубаво, не? Да, Битлс. Да, многу, не се препушти на блуд и разврат, Жени на коцка, на стварно, ништо. слушај како млати изгледаше добро и стварно беше голема звезда. Не. Така. Халал да му е во секој случај. Халал да му е. Има една интересна работа која сакам да ја разговараме за вашата веб страна. Така. Секако ова е музиката што е легендарна, Ајде. но ќе направиме уште еден блок за реклами, дојде време за Ајде. вториот, па потоа ќе се вратиме и уште малце ќе го довршиме разговорот. Како малце нели до 2 тераме. Еви, да ти кажам у режија што се случи. Грохотом се смие. Ми матаат со ловческа пушка, да ги поздравиме. Пуштај реклами. Све ни кажа се. Слушај, има една јавна тајна дека многу се вртат манипулации околу овие фестивали. Да. Дека се местат гласови, на почеток тоа го разјаснивме дека се обидовте да направите систем кој нема да Кој тоа ќе корумпира, спречи. за да биде стварно нечие мнение. 100% систем не постои. Не постои, тоа е точно, но барем колку, нели, да не биде загаден до 80%, за да имаме некој чувство дека она ние што ќе имаме представа дека стварно вреди тоа да го добие. Да им оттежнеме колку можеме повеќе. Тоа е добра идеја. Тоа е добра идеја. Тоа не е интенцијата. Сигурно ќе најдат они негде да Са протат. тоа е игра на гушеци мачка, нели? Секоја се Они бараат. нас да вика, кај кај им текнува, кај им текнува. Ама но дова и стално и они да се надпреваруваат со нас, да бараат начин како да го зезнат системот и ќе го зезнат можеби, но многу тешко ќе им биде. Треба мушки да запнат она. Јавна тајна е дека и во спортот, но и во музиката, особено на фестивалите, за да настапиш во одреден клуб да играш, како сегде во свет ти нудат пари и договор. Овде обратно. Ти треба да платиш за да настапуваш. Така. Имаше и такви шпекулации дека и за вакви фестивали се барало пари и слични работи и така натаму и така натаму. Дали вие им барате пари на учесниците да дојдат да настапат и слично? Не, ние им даваме пари да дојдат. Така е. И фестивалот ги плаќа композициите. Некогаш порано во минатото, јавна тајна точно беше дека се плаќало за прво, второ, трето место, све си имало цена да учествуваш, да пееш како дебитант, како едно, како друго. Тоа биле фестивали кои што имале стандардна постава, едните исти со години, истите тие ги бираат песните, истите тие го организираат фестивалот, истите тие се жири комисија, на крај ги доделуваат наградите. Тој систем е сменет. Ние имаме меѓународно жири. Сега направивме оваа година Макфест, не само што има. Па нели никој неќе од надвор да дојде? Па еве сега имаме варијанта, добра да. работа што ја направивме, јас како уметнички директор, Дарко како директор. Значи ние немаме воопшто врска со било какво гласање, бирање. Ние сме надвор од системот. Само организатори на работите кои треба да се одвиваат на најчестен Логистика. и транспарентен начин. Значи тоа е нашата цел и задача. Значи ние можеме со сите да си седиме кафе да пиеме преку ден, а никој да не помисли, аха, нешто договара. Ја не можам никого ништо да му ветам, ни дали ќе му биде примена знаем. композиција, дали ќе победи, дали ќе добие, дали зависи што од тебе или од Све е тоа, да. Ништо. Све е тоа Системот е препуштено така на како системот, да. Тоа е многу профи. Само Тоа е многу така. окей, многу фер. Ќе имаме ли звучни имиња во оваа година? Па на е некој фестивалот? да кажам неколку, ќе имаме, да.
Значи, Ѓоко Таневски ќе биде една многу надежна пејачка, Евгенија Чанчалова, што пееше на Скопскиот фестивал. Навистина многу, исклучителна пејачка. Потоа Верица Пандиловска, Маја Вукичевиќ, Маја Јоце Панов. Зуица Лазова. Без Маја може ли? Не, може без Маја, не. Онај, Владко Илиевски. стандард. Еве. Владко, Што окей, ќе личи? добро. Наташа Малинова, Маријан Стојановски, Маде Талевска не сме да заборавиме, Дарко Илиевски. Браво бенд. Верувал или не? Што збориш? Па да, еве и Зуица. Бојана Атанасовска. Минатата година, да, го имавме Миле. Ни беше специјален гостин на Макфест. Оваа година Зуица Лазова и Браво бенд ќе се представат во шлагер издание. Зошто да не? Супер. Па супер. Окей, why not? Ако на времето Владко Стефановски со Лепи Сол и Цветанка Ласкова излегува и ја пеа "Летај песно, летај таране", така натаму. Why not? Гледаш кој е профи овде. Или злопамтила. Владко не му се збори многу за тој момент во живот. Не, се шегувам. Такво беше времето кога ќе ти понудеа, тешко можеше да одбиеш затоа што последиците беа кумулативни по многу други аспекти. Затоа луѓе во тој период кој ќе им рече да настапиш на Скопски фестивал, свакако. Разумен. Друже и настапуваш. Многу сме релаксирани во тоа. Нити сме во жири, нити сме во селекциона комисија, нити Значи, можеме слободно да се понашаме и да одлучуваме за многу. Да, вака релаксирани, дали ќе има стриминг на вашата веб Тоа страна? беше прашањето. Има релаксиран стриминг. А релаксиран стриминг. Целта е да ги Тоа значи как ќе видиме. ќе има пренос на првата програма Македонската радио телевизија, како што кажав, 3 преноси во живо на 3, на 4 и на 5 јуни, значи двете полуфинални и финалната вечер. Наша цел е да ги анимираме и сите оние македонци кои живеат надвор, кои се иселени, значи Австралија, Канада, Америка, да можат и тие да се вклучат, Европа да можат да ни гледаат. Затоа се трудиме да го воспоставиме тој систем на стриминг на нашата веб страна, но доколку не ќе ги објавиме адресите на оние страни кои тоа го прават, како што се zulu.mk, како што се Webmax TV, како што е страната на Македонската радио телевизија и таму има постојан стриминг, така да нема да останеме со куси ракави по тоа прашање. Освен кеш пара, што ќе добие победникот, Така. што ќе следи? Ќе има ли, например, не знам, снимање на спот, Не. излегување на некој компилацијско CD или нешто и така натаму и така Оној кој ќе натаму? победи и кој ќе освои наградата, со оние пари кои ќе ги освои, може да си прави што си сака. Значи, Макфес не превзема понатамошни обврски, сега ние во улога на некои менаџери или продуценти нешто да правиме со тоа име. Секој треба да си прави што самиот си мисли да се прави. Ние не сме X-фактор и не сме некој таков талент шоу или не знам како да го наречам, кој што понатака ќе стекнува некакви обврски. Никој нема никакви обврски спрема нас, доаѓа, си добива, си освојува награда, си плаќа данок на државата и може слободно да си Песните ужива. немаат врски, може да ги каде сака. Да, ги не се само тие 3 награди, би било убаво да потенцирам дека освен првото, второто и третото место, и ги кажа во сума 10.000 евра за прво место, 7.500 за второ и 5.000 евра за третото место, доделуваме уште 4 други награди. Едната е за најдобар аранжман. Оваа година ја враќаме наградата за најдобар аранжман и го носи името Драган Ќеконовски Шпато. Срамота е што некогаш наназад било укинато од одредени причини, ама ете и кои се причините, немало оркестар. Сега има оркестар, па за да има за аранжман. Мора. Имаме награда за најдобра вокална изvedба, за најдобар сценски настап и најдобар дебютант. Сега се поставува прашањето кој ќе добие наградата за најдобар дебютант, ако во финалето нема ниеден дебютант. Но мислам ќе најдеме некоја варијанта и за тоа. Има убави песни, Ми велат, мислам дека ќе оној кој што е најблиску до дебютант. Ќе види кој е најблиску до дебютант. Кој нема кој Има настапува? награда најблиску до дебютант. Види, Имаме уште Маја една. Вукичевиќ вака знае да се трансформира прилично. Да, ќе видиме, ако немаме дебютант, ќе имаме во предвид Маја. Сениор дебитант. Сениор дебютант. Сениор дебитант. Легендарен дебитант. И уште една награда за тоа е признание, не е награда, не е парична награда, овие претходните 4 кои ги набројав се во износ од 1000 евра. А има уште едно признание, тоа е за најслушана песна меѓу двата фестивали.
неколку радиостаници, даваат своји супер. листи со оние песни од Макфест кои најмногу ги пуштале или најмногу се барани од слушателите, така да кога ќе се сумираат резултатите, ќе се види кому ќе го се Сценографијата ќе биде вака убава шминкерска и година? Да, ја менуваме сега комплетно, лани бевме малце, така отидовме нагоре и ставивме огромен... Не, па ми се допадна и дисплеј мене на- тоа со скенерите, со све многу така, фенси, така. многу И- добро беше. Верувај дека имаме голем Дизајнот. проблем, работиме во мала сала. Тапа народ малте не седеше надвор од салата лани Ono, сега. вака троба. Да, вака тробаш. Навистина имаме проблем Да е моб, да друга го приказка. внесеме овој оркестар во таа сала. Види, таа Ја- сала, ја ви се восхитувам што го правите у таа сала, дејќи таа сала да е еден ден цел на терористички напад, ќе им кажам фала. За да се сруши, за да се изгради ново. Да. И Е, сега, сам, Штип заслужува, ако веќе 30 години цепа со ваков фестивал, заслужува барем сала. Ако не, направите го Борис Трековски. Што да ви кажам ја? Не, мислам, стварно треба да се направи нешто Макфест посаглам е таму. врзано за името за Штип. Така, тоа е штипски Се шегувам, фестивал, така и нели? така. Ама треба да Нема се направи. Или да се реновира. Да се Мислам реновира. дека им е во план да ја реновира. Е, па сега, Јанко, гледа работите како одат. Штип 2019. Предпоставам проектот. Ќе видиме кој е 2025-та. Минатата година имавме Ке се јавам ка проблем. Бети. Имавме- Бети, што правиш тамо? Имавме проблем минатата година со сместувањето на сите. Па Не секогаш може- имало проблем за све. Па сега, освен сега, во Штип со години си тој имал еден хотелот. темплейт, си имал еден темплейт и по тој темплейт си се сместувале сите оние кои што доаѓале, пар новинари, пар композитори и поголемиот број на И каде е изведувачи. главното сместување? Ама сега доаѓа и оркестар од 57 луѓе, доаѓа македонска телевизија со 25-6 луѓе само на техничка екипа. Шатори, Шатари, тоа е решението сега. е модерно, Дека е веќе по продавници ви Сега- нема шатори. Сега и веќе нема све Нема. продаено, да, кој ќе увезе, ќе профитира. Тоа е една се од работите која мислиме ние до Макфест, да увеземе нека количина добра. да дојдам Пуштиме јас. да- Ја ако дојдам сега на Макфест, ќе дојдам како Гадафи, онака Тебе со камила. специјален шатор ќе ти И даеме тако не со веќе си камили. донесам она со вака и со наргиле. Така да. Со гишке легнеме вака и наргиле ќе едно. Шегата на страна. И не знаеш што кога да легне. Напред, напред на работите напред, еве Штип сега веќе развил уште неколку сместувачки капацитети, што е добро. Така да чекор по чекор одиме напред. Не е прашање дали, прашање е кога Штип ќе добија нова сала. Штип се разобалува дефинитивно последниве 2-3 години. Градот е наистина убав. фантастичен. Ја ги канам сите кои не биле да дојдат во Штип да уживаат. Абе ајде. Макфест е вистински празник. Што збориш? Абе еве, сериозно ти кажам. колку и Добра да шема не ќе има, значи Ама по одлична. кафичи ово она вамо. Супер, тоа. супер Нема шема. да биде све сведено на пастармајлија. Не, напротив. Градот се на шминка, се добро, шминка се разубалува. добро, наистина. има- Градот е прекрасен, ова што го има направено Има ли нешто градоначалникот закажано, Захариев. не знам, у одредени места да има некои сешани, да има нешто овака, онака, настапи, дружби? Порано јас кога бев на Макфест 92 то не знаев попрво кај да отидам. Лани, прошлава година, малце така се зачудив, као да ми беше умртвена таја шема. Мислам дека оваа година ќе Ќе се подобри. раздвижи. Да, мислам дека Па ќе се сепак тие познати фаци, овие уметници, овие пејачи, 3 дена ќе бидат таму. Најмалку, така? Тогаш кога идевме на Макфест или кога идевме, па до 6 са бајле работеа сите. Сега имаат ограничување. Сега се знае до кога у кафана, кога е проба, До кога 11, ова, до кога се 12. спира. Значи, фестивалот ако ви фати 12 сат, дечки, ајде. Затварај радио. До еден, Готово, до еден може да работи. Мислам дека донеле одлука. Мене не ми даваат, еве јади Не. бурек, морам да ја затворам бурек дженицата. Мислам дека е донесена одлука да се продолжи работното време на рестораните и кафичите за време на фестивалот. Така негде прочитав. Не знам колку е точно тоа. Па не е важно. Ќе се правиме дека е така и остануваме. И остануваме. И Горан Трековски кој ќе ни прати ујапа кој ќе ни ги прати екипите. Готови сме. Ќе свириме на друго место. Масевски. Слупе, ја ви благодарам за гостувањето. Ви честитам за лани, за успехот и затоа што навистина направивте позитивна промена, затоа ве поканив и да одадеме почит сепак за крај. пиетет 30 години, не е мала работа, вака или онака, Макфест остави трага во македонската музика еднош за секогаш со многу хитови, многу песни. Ви посакувам успех на фестивалот. Ти благодариме, Јанко, те покануваме да доеш, да бидеш од тој
дел од сето она што ќе се случува. Кај Штип. ќе ме сместите? Да, во шатор. Во шатор. Се надевам Брако приколка. дека ќе уживаш и ја користам оваа прилика да ги поканам сите гледачи кои не следат во моментот да дојдат во Штип доколку не можат тоа да го сторат. Срдечно ги канам да не проследат на сега мала реклама на првиот канал на македонската телевизија. Ќе имаме директен пренос, во живо ќе одиме, ќе промовираме 30 нови композиции, ќе биде убаво, ќе биде весело, многу музика, многу забава, убава шарена, прекрасна сцена, така да тоа е тоа што Макфест ќе го понуди оваа година. И ти благодарам уште еднаш за поканата. Ми беше особено задоволство, Дарко. Да си жив, здрав. Се надевам дека ќе се наредна прилика. Обавезно, Благодарам. обавезно. Ми беше навистина пријатно. Оливер, Дарко, ви благодарам. И благодарам и тебе. Почитувани гледачи, сосема на крај, би сакал емисијата да ја завршам со еден пиетет и почит и мемориум кон еден од најголемите македонски автори, бардот на македонската музика, Димитар Масевски, скоро почина. Да им сакам да изразам лично сочувство до неговото семејство. Имав чест и задоволство да бидам нивни пријател, личен пријател и да бидам примен во нивниот дом и лично да ги знам и приватно и навистина малку е тешко човек да ја избегне патетиката во вакви моменти и да каже нешто суштествено затоа што неговото дело ги надминува фондот на зборовите. Човек треба да седне и малку труд да вложи еден текст да напише за да ги артикулира, за да го артикулира едно животно дело кое со децении трае. Бог да го прости, да сте живи и здрави. Поздрав фамилио. Многу ве сакам и ве побачитувам. И Димитар ќе ни недостасува на сите. Сосема за крај со дел од неговото творештво.